Абе, нямам воздух. Ау! Бе, дупиш со маска, ја па будало уште врта. Умрев, чекам, па ја пичка ли сум? Ама гледам, почнала ми се врти више. Ова дека го путкаш изнема. Диши. Диши од тоа директно. Вака до заутре ќе правам. Чекај па. А? Вака е боле? Вака е боли. Ова го правил некој, бе? Или јас сум прв експеримент? Добро утро, драги гледачи. Ново видео, нов ден. Во ова видео планот ми е да идам да правам целосен тренинг со дополнителен кислород. Планот за денешниот ден е следен. Прво пијам едно кафе да се освестам. Имам работа околу едно 2 сати, па во 12 имам договорено состанок со Томица и со некој дечко да се видиме, да направиме муабет за некоја куќа за организирање на Pink Brunch, нашата следна забава. И во 1:30 сме договорени повторно во Јане Сандански во Крио МК да правиме тренинг со дополнителен кислород. Ќе биде целосен тренинг, кардио тренинг ќе биде веројатно. Така да, ама тоа ќе видиме таму кога ќе отидеме, треба да видиме што точно треба да се прави. Земав да изамен футурива бол пред да излезам, бидејќи нема да имам време за едење после. Идам од 12 нели на состанок и после тоа одма од 1:30 сме на тренинг. Излагам од дома, идам на состанок. Ќе биде некој брз состанок, веројатно пола сат, бидејќи ќе касниме на тренинг. Поентата на состанокот е бараме место за Pink Brunch со Томче. Pink Brunch ќе биде нешто како Pink Party, со тоа што ќе почнува од 6 попладне и ќе трае до 12. Значи ќе има здрав некој кетеринг, прво дел од рецептите што ги правиме и неколку пијачки, со музика, со све. Состанокот е завршен, најверојатно најдовме многу добра локација за Pink Brunch. Ќе идеме во петок, во 6 да ја провериме. Вечер имаме уште еден состанок да договориме за кетеринг да видиме, за здрава храна. И мислам дека ќе биде перфектно таман крај на август или почеток на септември да ја направиме. Се идам на кај Јане Сандански да се фатам за тренингот. Тренинг со дополнителен кислород. Повеќе кислород за време на тренинг, значи повеќе енергија, побрзо закркнување и подобри перформанси. Едноставно како да му даваш турбо на телото. Ќе видиме што ќе се случи. Ладна сам. Здраво влогот на Фичо. Ќе се бањаш у кадата? Да. Дали да правам ладна или да правам ова друга? Мамо, што има тука? Јаш? Проблеми ми прави. Проблеми ми прави. Си игра со егото мој. Фичо, ти од бедна или си? Нема воздух. Нема воздух. Не сјади ти ста. Еј, дай го малку нешто да продам. Дай малку цревата. Диши. Можеш? Уште не. Да те прашам дали дишеш. Не сум јакис. Дали ти е вака боле или да направиме директно вака видео? Не, директно, много малце воздух. Кој се помалце во пуста? Кој се помалце воздух во пуста? Ајде, диши. Мораш помалце да знаеш, нема да дишиш цела плуќа. Добра вака? Ја ова ти Што ставиме? Да. Ја ова ти здраве може да некој тренер.
не денеска. Заради тоа што не ми се вежба денес ми се бања само со Иначе ова бање, ова е чист изход. Така, 100% чист изход. Ајде. Пушта тајна? Пушта. Ама 202. Да, 202. Почвај. Абе, немам воздух. Ау! Бе, дупиш со маска, ја па будало уште вртам. Не бе, немам воздух без замче. Држи вака затворено? А? Држи затворено? Ајде. Затвори го. Оу. Не бе, не ми доај. Дека го буткаш ова излог, се спојува таму. Умрев, сикам, па ја пичка ли сум? Не бе, те... Ама гледам, почнаа ми се врти више. Ова дека го буткаш излог. Не, кога правам, рачуне 3 минути не дешам. Дебе? Да, почнаа ми се врти. Нашиот не прекину, бе. Баш ти викам, така Без треба. воздух. Така треба, и сикам, ваljda требаше полесно да би биде, не потешко да. Дека го буткаш излева дека буда. Еј, умрев. А? Умрев, ова нема воздух. Ај се стани само. Пробам ја еднаш да издишам од тоа. Да, бе, слободно. Да правам нешто друго. Нека Не, тоа нема. Чекай, треба да ми е полесно, така? Да. Тоа дека го буткаш излева доле, па го прекинува. Така остане. Ова бетер од газ маска, да знаеш. Што го правев? Веднаш на времето со газ маски имам правено тренинзи, со она Зашо? затворен, пошто сум ненормален. Алтитуда ти забрани. 2 пати ќе сум со насвестел и секам добро, така треба. И знам може го, ова бетер од тоа, жими све. Пичку матер. Пулсов ми е 220, бе. Змај. Диши. Диши маца, срамно. Диши. Диши од тоа директно. Вака до заутра ќе правам. Чекај ба. А? Вака е боле? Вака е боли. Го дише воздухот на крио мак. Иначе тича. Ова го правил некој, бе? Или јас сум прв експеримент? Не знам зашо не бе. Иве секоја недела трча да знам. Ама треба да е многу полесно. Таму ти се фати. Не бе, ја немаше да издржам, толку бев ќе паднам. Ќе го туткам сега позади. Или да го наместим ова, ќе обутнам понапред, да не му дува и не менјам, нова ќе оправам. Ау, готово, јас сикам. Не бе, брато, така. Сикам, тешко, е, не сум пичка да се откажам. Веќе се не свестиш, дека се чудам што се. Стајко побрзо да не го изгубиме. После си викам, а он ми кажа полесно ќе му Не, горе требаше да ја фатиш. Вака ти е. Болje ти вака. Не можам да пишам. А? Не се да, знаеш колку зива? 200 ми е пулс. Но видимо. Нешто тешко тебе решение во задневе плати? Една гола сира. Ваѓа или дека ми се лепи ова горе па не.
видиме. Некој уидурни ми прави, демек со поиша воздух, он ми огаси воздухот и после да издржи. Може ја да идам да се бањам таму? Ама чекај, што ќе се бањам, чекај да размислам. Како иде фича? Пешка е да ти кажам. Викаш, а? Ја утре ќе го пробам. Да. Ума, воздух. Сега е топ. Ти викам. Оу, али првиот готово? Види како ќе се смери луѓето, многу ме интересира. Не нама. Одма го осетив како се хубаво да дишам она нашко планински воздух тука го пецкам убаво така и дава сила и експлозивност да запнеш и све. Бустот го осети. Да. Ала. Први така, браво. Ти ми кажеш кога правиш тренинг бокс? Па ајде може и после. Абе ја мислиш дека имам план за вежбање? Како ми дојде така вежбам? Не се спремам јас за нешто. Тренингот е завршен. Сега следно идеме на состанок да договориме и да видиме за кетеринг што би правеле за забавата. Бидејќи во петок идеме куќата да ја букираме и да ја видиме, пошто кетерингот сакаме да биде све хелти, кето варијанта, торти, не знам, пици и такви ствари. Иначе умрев на тренингов, тоа е моја грешка, пошто на почетокот маската за кислород не беше убаво врзана и фактички првите 4 минути скоро ми се без кислород, а не со дополнително. Уште ми е тешко и напорно, пошто не знаев кое е чувството и како уствари треба да ти е полесен тренингот, пошто имаш дополнителен кислород. А ја правев кардио без кислород скоро 4 минути. Ама тоа е. Горе Бугля го правя горе во железара. И сега Заврши и овој состанок, идам на кај дома, морам да одморам малце, пошто сум уморен ептен. За едно саат и пол имам уште еден состанок со партнеров, така да морам да спеам на 30-40 минути, туж да се пресоблечам и идам на другиот состанок. Иначе, во петок со Томици идеме у куќава да ја видиме за Pink Branch што ни е планот да го правиме и ќе снимаме цел влог од куќата и ќе има најавно видео точно на кој датум ќе биде. За кетерингот горе-доле договоривме. Треба да идам само кои рецепти кидат. Сакаме 2-3 благи рецепти, 2-3 солени да бидат. Дали кето пица, кето бургер, некоја протеинска торта, можда тирамисуто, ќе видиме, тоа не сме утврдиле. Прво да ја букираме куќава. Ја што ги запишав, со да спекна нови производи што може да вадиме од септември, на прво место ми е протеин, пошто прво ми фали за мене бидална варијанта протеин од грашак, пошто секако имаме тој францускиот за колачите што го користевме, врвено на вкус, а не бидел со веј, пошто на многу луѓе им правите гоби лактоза, има и без лактоза, ама џабе е без лактоза, многу полош тип на протеин. Сега, кај тие М плюс вегански ќе види. Кај веганските, некои не се мешаат уво, има такви заебанци. Овој францускиот што го имаме ние е партали, врв беше, тоа е за колачите исто што го користат. Поскап е 35-36% може него другиве, ама тоа све си има зашто. Се меша убаво за дигестија, све ми е перфектно. И бидална варијанта, тоа у случај ако договорам со ланецов на маркети големиот да влеземе и само ако влеземе по маркети, тогаш би опуштил како производ, пошто не е толку онлайн производ, дека ќе сакат луѓе да опробаат дегустации, со нив зборав, пример, секоја сабота да си има дегустација у маркетот, да опроба
на вкус каков е, дали им одговара, не им одговара. Дека ти протеин, ја пример од мене тргам лично све што правам. Не нарачувам онлайн, идам ризикувам, купувам некој, не знам дали е добар за рецепти, дали ми се меша, не се меша, каков е на вкус, многу специфична работа. Да, ово со И- рецептите ќе дојде како комбинација. Да, сигурно и плюс е вегански и видам прв вкус ванила, пошто е најдобро и најдобро е за рецепти. Од друга страна, можеш и Slim Booster Plus да му ставиш да го измешаш, можеш да му ставиш Brain Booster ако саш, значи можеш да го комбинираш со другиве производи, како шејк од савеле. И најбитно за готвење и за рецепти. Ванилата е најнеутрален шоколад. И се едини проблем е што е доста скап. Ама подобро да идеш со скапи квалитети да се меша кој што треба, него ли оние блюботини што има кај нас, пошто све е катастрофа. Ја не земам протеин, бе. Еднаш еден земам, еднаш земам друг, пошто нема ни еден соодветен. Ама на крај на денот, брат, ти тоа ако ми дадеш ептино, ќе видиш еден од 100 што даваат ист производ. Не, да, идеме, нас јонака целта не е само квалитет и тоа е тоа. Ќе го може да отестираме, како прв производ, ќе земеме тест некоја количина, секако имаме, мислам, од тие ја што ги тестират некоја банална, не знам колку количина, може да донарачаме, да спакуваме, да му ставиме ванила вкус и да видиме. Ем ќе биде вегански, ем се уклапа со целава линија што е. Ќе ни биде буквално она, еден тест да направим, али да биде најдоброто што може. И е битно да е многу добар на вкус. Значи, двете битни работи. Убаво да се меша, да има добра абсорбција, да е добро на стомак, да не ти прави тегови, пошто протеинина 90% ти прават тегови, особено за веј. За веј не прави муавет. Значи, луѓе мислат ај само ние што се интолерантни на лактоза, уствари интолерантни се 90% само не знаат пошто ја конзумираат константно. Да прекинат да ја конзумираат, ќе видат колку бољи ќе се осеќаат. А нема да знаат од кај. Па и ти да прекинеш млеко да пиеш, види една недела не пи, после стаи млеко, ќе видиш како чудно ќе ти биде стомак. Нормално. Пола си летаргичен, не се осеќаш убаво, не знаеш зашто, сигаш е времева лошо. Да, во млекото се знае за која возраст. Не, и општо за протеините, од протеини свашта имам видено, пробано, ако ретко добар протеин. И сите што имало и кај нас некои добри, биле многу поскапи од другите што се квалитетни. И сега, пошто пазарот е тој, Ова што си ти мора там да идат на ефтино, на мас производство, за да иде. така е. Така да, ние секако не ставаме големи маржи, ќе ставиме квалитетен протеин и ќе го тестираме под услов ако влеземе со ланецов на маркети, за да може да се дегустираат у маркети, да може од маркет да го купат. Не видел онлайн, пошто ја тргам од мене. Ја онлайн протеин, ако не го знам, не нарачувам. Не знам вкусот каков е, дали се меша, не се меша. Не е пример ти да нарачаш суплемент за, не знам, за тестостерон, за слабење или за било што, со намена. Ова е храна продаш на Храна е. некој начин. Исто како колачите што се хране, исто како што Значи, е храна. тоа едино може тој да се тестира у два вкуса, ванила и чоколадо. Биделе со францускиот, што не дефинитивно не видел друга варијанта, пошто сум го пробал, знам дека е врх. Ако е поскап, тоа е или киде или нема да иде, ќе видиме. И ванилата прва да биде. Да, Шоколада има дефинитивно. премногу. Не, за готвење ванила е 100 пати боле, насвесена до полно. Плюс можеш ставаш ванила, ставаш Slim Booster Plus. Или ставаш ванила протеин, ставаш Brain Booster. И ставаш оние мојне каши, си ги правиш, све можеш да правиш. Бустерот веќе има какао. тој Да, шоколада, да, така па не, веќе ќе доби. јас сакам да може да ги надоврзуваш, са некој сака ова, некој друго, да може да ги меша производите. И тоа е веганско и ова е, не дека мене ми е таргет вегани, ама кога може да е све, зашто да не е? Пошто ја Ние тргам од веганите мене, може ја да користиме. преби пиел, не сум веган, ама преби пиел протеин од граша квалитетен, него ли веј протеин. Што е разликата за овие што појма нема, што е веј протеина, што е Абе, граша кој е од природа, тоа е окей. веј протеините од цурутка, имаат лактоза, има без лактоза, кој што има млеко без лактоза, ама па ретко добар Ќе му протеин. извади лактозата, што ќе остане од протеина? Ако лактозата Не, е целиот само протеин. лактозата се вади, нема врска тоа. Ама работата е тоа ти исто ко со протеински, гледаш ко со колачета како ги јадеш, немаш ни тегоби ни ништо. Јадеш колаче, можеш да идеш да вежбаш. Да. Тоа е зашто е добро на стомак, има добри дигестивни ензими, убаво се абсорбира све. Земи да ти донесам 90% протеински барови или такви колачи, ќе видиш, ај што се пуни со шеќер една работа, него
изеди го, ќе видиш како ти е ко воздух у стомак да имаш, такво е чувството. Така и со протеините, сега ти си се напил шейк да ме кидаш да вежбаш пред тренинг, имаш Мука ти е. воздух у стомак, ти е мука, не знаеш од што ти е. Варијанта да влеземе со ланецов на маркети, ако се договориме све, ги пуштаме овие производи, односно со 3 видеме, Slim Booster Plus и евентуално Brain Booster. Ако тоа е све како што треба, би го додал протеинов како следен нов производ септември-октомври и би го тестирале таму по маркетиве и со дегустација. Тоа ми е главното, пошто само така може да се проби и онлайн да се продава. Дека вака од мене тргам не би го нарачал. Ако не си пробал Без претходно, разлика ти што ми збориш ваков, таков најболи, тука станува збор више за вкус и како се меша. Па Пошто ја, генерално, пример, порано што сум взимал и некои вегански протеини, да просто тоа е катастрофа, не се мешува на шејкером, закоравено ти е све. Јас сакам го ставиш у чаша вода со лажичка да може перфектно да се измеша и тоа е разликата од скап протеин и од некој безврска кинески препакуван со... па работата е што и тој што онлайн нарачува, веќе претходно го земал, па сака само да му стигне дома, иначе Да. тој што Не, не не, го пробал. добре, зашто со овие зборев да имаме штанд, пример, можеме еднаш неделно дегустација на производите, или луѓето ќе си идат, ќе си опроба, ми се свиѓа, ќе нарачи или онлайн или од маркет ќе си оземе на лице место со акции, некој може за време на промоцијата на дегустација, ќе видиме, небитно, ама тоа ми е замислата со протеинот, ако ја договориме таа соработка. Без таа соработка, можда би го пробале, ама не сум сигурен. А ако тргнеме со нив, секако би го направил тоа. Конечно си доа веќе дома, преморен сум, идам да удрам еден туш и легнувам да спијам. Во следното видео идеме со Томислав да ја видиме куќата и да ја букираме за Pink Brunch, нашата следна забава. Ќе има накнадно видео и најава за тоа, ама најверојатно ќе биде почеток на септември.